Во ек на најголемата економска и енергетска криза, сопругата на премиерот Димитар Ковачевски влегува во бизнисот со струја и сака да гради соларна централа. Председателот на владата вели дека нема судирни интереси, секој имал право да инвестира во државава. Вели дека тоа е јавно достапен податок, кој тој самиот го објавил во неговиот анкетен лист кога стапил на функцијата премиер. Инаку сопругата на премиерот влегла во бизнисот со струја преку косопствеништво во компанијата Сол Груп 5. Фирмата планира да гради соларна електрана во Радовиш. Пријавено во сите надлежни институции, во антикорупцијска комисија со сите податоци, сите детали и сите тие податоци се јавно достапни, така да немам што повеќе да ви додам. Дали е тоа само нејзин бизнис или може би е ваш семеен бизнис? Тоа е нејзина инвестиција која што има направено со своји сопствени средства. Значи без ваша помош. Па без моја помош, зашто би имала помош од мене во таа работа Зашто да сте инвестирате сопруг? средства? Па да, меѓутоа тоа е инвестиција која што може секој граѓанин на државата да ја направи и голем број на граѓани инвестираат средства во приватни компании. Ја најголем број ќе знам, сите заедно се планираат. Семено добро нема врска беше. Додека сопругата на премиерот инвестира во соларна електрана, а прехранбените фирми, училиштата и водостопанствата добија поевтина струја, клинички центари и железници се пред целосен мрак. Рокот до кога треба да се плати истекува за 2 дена. До четврток треба да се подмират сметките за струја, во спротивно ЕВН ќе ги исклучи. Премиерот Ковачевски уверува дека пари со прераспределба во буџетот веќе се нашле за да се подмира долговите на сите државни институции и дека тие треба сега да го поминат со бранискиот филтер. Од ЕВН пак велат дека би можеле да почекаат, но само ако добијат гаранции дека сметките ќе бидат платени. Доколку Евана Хом како краен снабдувач добија гаранција од владата дека долгот за потрошена електрична енергија од страна на институциите ќе биде платен, тогаш можно е да се одложи исклучувањето. Во спротивно, ќе се реализира планот за исклучување. Клинички центар има убедливо најголем долг од 7 милиони евра. Тој ги содржи и фактурите од градската општа болница Општи Септември. Сметки не се плаќале повеќе од 3 години. Долгот на Македонски железници транспорт изнесува 6 милиони евра. До 22 декември и затворите, факултетите, студентските домови и судовите треба да најдат решение како да ги подмират долговите за струја. Вкупните долгови за струја изнесуваат 40 милиони евра. Претходно од владата рекоа дека ќе најдат пари за да им помогнат на институциите, но и дека ќе побараат одговорност од несовесните директори кои не се ги извршувале обврските навреме.